Концертот на пеачката Јелена Томашевиќ во Бар беше прекината вчера откако уметницата ненадејно се струполи на сцената на културниот центар. По овој повод општина Бар објави и ја откри состојбата на пеачката откако и беше укажана итна медицинска помош. Го објавуваме соопштението во целост. Општина Бар ја информира јавноста дека пеачката Јелена Томашевиќ, чиј концерт претходно беше прекинат поради здравствени проблеми, се чувствува добро по добивањето медицинска помош. За време на настапот на уметницата и се слоши на сцената, пошто медицинскиот тим брзо реагираше и ја пружи потребната помош. Според информациите од нејзиниот тим, здравствената состојба на Јелена сега е стабилна. Звездата од серијата Емили во Париз, Лили Колинс, привлече внимание со својата интересна улога, насмевка и директност, а малкумина знаеја какви борби имаше додека позираше насмејана на црвениот тепих. Токму поради неделата на свеста за нарушувањата во исхраната, Лили сакаше да проговори и да ја сподели својата приказна со сите. Сакам да го искористам овој момент за да го привлечам вниманието кон неделата на свеста за нарушувањата во исхраната. Не знаев како да се справам со болката и збунетоста од разводот на мојот татко и ми беше тешко да го избалансирам мојот тинејџерски живот со две сериозни кариери, кои самата ги избрав, но кои во голема мера се вртеа околу мојот изглед, започна Лили. Нејзините проблеми со анорексијата и булимијата започна кога имаше 16 години и како што вели, постојано беше нервозна и исцрпена. Јадењето повеќе не беше забавен настан, туку обврска и казна. Постојано бев исцрпена, но мојот план функционираше. Чувствував дека имам контрола и бев слаба. Лили, поучена од своето искуство, сега се залага никој да не страда во тишина или да се плаши дека ќе биде засрамен за нешто со кое се бори. Отвореното озборување за нарушувањето во исхраната беше и останува едно од најстрашните, но најисполнетите искуства во мојот живот. Ако споделувањето на мојата приказна и помага барем на една личност на нејзиниот пат кон закрепнување, тогаш дефинитивно вреди, заклучи Лили. Еден од најдобро оценетите филмови од DJ Ахмет, регионот минатата година започна да се прикажува и Унковски, Георги М во киносалите во Србија. Од светската премиера на престижниот филмски фестивал, каде што ја освои големата престижна награда, Санденс, специјално признание за награда на жирито, креативна визија и наградата на публиката, каде публиката ја воодушеви целиот DJ Ахмет. Медиумите во Србија пишуваат и за оваа комедија, драма за созревање на тинејџерскиот овчар, кој воедно е член на турското малцинство, Јуруци, Ахмет, изолирано село во кое што живее традиционално во Македонија. Националниот избор песна за Евровизија 2026 што го организира српскиот јавен радиодифузер РТС заврши на 28 февруари, а победник стана метал бендот Лавина со песната Крај мене. Тој настап освои најмногу гласам како од публиката, така и од жирито, обезбедувајќи им победа и право да ја представуваат Србија на 70-тото издание на Евровизија што ќе се одржи во Виена, Австрија оваа година. Бендот Лавина ќе настапи во првото полуфинале на Евровизискиот надпревар, кој е закажано за 12 мај 2026 година. Лавина е прогресив метал група од Ниш, формирана во 2020 година. Тие го имаат свој дебитански албум Одисеј, објавен во 2022 година, а Крај мене е нивната песна со која ќе настапат во Виена, прва што изведуваат на српски јазик. Ова е необичен, но возбудлив избор за Евровизија, особено затоа што жанрот метал ретко се појавува на оваа сцена. Последен пат група од сличен стил победи беше финскиот бенд Лорди во 2006 година.